Госпоѓо министерке, ви благодарам што прифативте интервју за МИА од седиштето на НАТО во Брисел. Денеска учествувавте на заседанието на Северноатлантскиот совет на ниво на министри за одбрана. Кои беа темите на оваа средба? Денес разговаравме преци во фокусот како изминатите 2 години. За жал, се разговараме и она што е најважно од се дека и понатаму сме обединети и изборуваме во еден глас кога зборуваме за Украина и осудата, меѓутоа и поддршката која што и како алијанса, меѓутоа уште поважно, секоја земја од нас, од сојузниците поединечно, на билатерално ниво и ја даваме на Украина. Украина, за жал, се уште е во војна, не по своја вина од наметнатата и неоправдана со ништо руска агресија, како земји кои се залагаме за владење на правото, демократијата и заштитата на човековите права, имаме пред се морална обврска да ја помогнеме на оваа земја. Една од точките, се разбира, кои дискутиравме беше Украина, да уште еднашка потврдивме дека нашите залажби ќе продолжат и во наредниот период, односно поддршката ќе продолжи се додека тоа е потребно на Украина. Каква е оценката за севкупната безбедност на ситуација, имајќи го предвид и војната во Украина, конфликтот на Блискиот Исток и постојат ли евентуални ризици по нашата земја? По нашата земја не постојат ризици кои можеби директно би влијаеле на безбедноста од конвенционален аспект и тоа многу пати досега го кажавме и тоа е благодарение пред се на онаа храбра историска одлука која што беше донесена во нашата држава, а тоа е за приклучување во НАТО алијансата, нешто што граѓаните повеќе од 30 години го очекуваа и за наша голема среќа веќе тој сон го живееме. И само оваа одлука покажува колку е важно државниците во одредени времиња, предизвикувачки времиња за нашата држава да ги носат вистинските и исправни одлуки. Денеска се разбира од аспект на министри за одбрана зборувавме и за тоа со кои предизвици се соочуваме и ќе се соочуваме во наредниот период, но она што е особено важно е дека допревме и зборувавме за една тема која е навистина важна и значајна, а тоа е развојот на војната индустрија, зголемување на капацитетите на војната индустрија, меѓутоа исто така и за тоа дека секоја земја членка треба да ги гарантира своите национални, меѓутоа и контрибуцијата во однос на гарантирањето на колективната безбедност од чиј систем сме и ние самите дел. Република Северна Македонија напредува добро, би рекла, во тој дел, затоа што сите оние долгорочни планови кои се направени и пред нашето пристапување во алијансата, а се беа дел односно од процесот на пристапување, меѓутоа и сите оние стратешки документи кои подоцна се изработуваат како начин на кој што всушност се води одбраната и се концепира во овој период, се исполнуваат онака како што тоа е замислено и со соодветните задачи, исполнувањето во рамките на соодветни рокови, зашто се разбира е потребно освен човечки ресурси кои се посветени и работат на тоа, меѓутоа е потребна и финансиска поддршка или нешто што ние го нарекуваме буџет на одбраната. Зборувавме и за тоа до каде, односно кои од земјите членки го исполнуваат тој оној 2% од 2% од бруто домашниот производ. Со среќа Република Северна Македонија навистина ми е задоволство што можам да кажам дека го постигнува тој процент веќе од 2024 година над 2% или точно 2,05% од бруто домашниот производ на нашата држава е одвоено за одбранбениот буџет на нашата земја, што значи дека сите оние проекти кои се претходно започнати, а се дел од процесот, големиот процес на модернизација на македонската армија, ќе продолжат и во текот на оваа година, меѓутоа се разбира во тек се и планирање на нови такви процеси, кои ќе значат пред се зајакнување на нашите национални капацитети и се разбира со тоа придонесување и во тоа што го нарекуваме зголемена колективна одбрана и одговорност како земја членка. Зборувавме се разбира и за тоа како да помогнеме на воената индустрија и тие дискусии кои што ги имавме и со колегите, меѓутоа и со колегите министри други во Република Северна Македонија во владата, сме на став дека владата ќе треба малку и поорганизирано да и помогне на домашната воена индустрија, за да може да се зголемат капацитетите за производство, меѓутоа се разбира и
тоа ќе значи и подобрување на економијата во нашата земја. На почетокот на март, со задоволство ќе го откриам тоа сега, во процес на планирање поканивме представници од двете агенции во НАТО и Агенцијата за набавки, меѓутоа и за Агенцијата за информации и телекомуникација, односно комуникација, кои што ќе дојдат експерти на експертско ниво, ќе дојдат во Република Северна Македонија и во соработка со стопанските комори во нашата држава, ќе организираме една заедничка работилница на кој што ќе биде представено на кои се начини уште подобро тие ќе можат нашите компании, македонски компании, да се представат на НАТО пазарот. НАТО пазарот е огромен пазар, таа можност досега согласно податоците кои што располагаме како министерство и наши согледувања не е во целост искористена. И токму како министерство, како влада, сакаме да им се најдеме на тие компании, на компаниите македонски, да практично во наредниот период уште повеќе бидат присутни и се разбира да постигнат поголеми резултати. Токму затоа ги покануваме токму најповиканите, би рекла, од овие две агенции, кои што во една таква дискусија со компаниите ќе им го објаснат и патот, меѓутоа и доколку било кој од компаниите досега се соочила можеби со некој предизвик, апсолутно ќе им биде од полза таков вид на работилници. Тоа е само еден од начините како можеме да им помогнеме како Министерство за одбрана, како министерство кое има еден од најголемите буџети, би рекла, меѓутоа сепак и да им помогнеме на нашите компании македонски во нивното пробивање на НАТО пазарот. Во контекст на одбранбеното производство, денес како подпишавте писмото за намери за поддршка на производството на муниција. Па колку може да биде нашиот придонес во тој дел и во контекст на потребата на оние 1 милион парчиња муниција за Украина? Подпишувањето или приклучувањето кон таа иницијатива, која што всушност е една иницијатива на Обединетото кралство, е дека всушност ќе имаме неколку придобивки. Тоа е дека ќе учествуваме заедно со земјите подписнички во заеднички набавки. Тоа значи дека ќе ни се олеснат процедурите кои ги имаме, ќе биде многу побрзо, ќе ги добиваме испорачани бараните средства, бараното вооружување, односно муниција во конкретниот случај, и што е многу поважно за домашниот буџет е дека ќе добиваме многу поповолни цени заради тоа што настапуваме здружено повеќе земји членки. Во рамките на тоа апсолутно еден дел се однесува и на ова што пред малку го зборував, а тоа е зголемување на домашните капацитети за производство, кои повторно ќе кажам во Република Северна Македонија не се доволно развиени за жал, но затоа и бидејќи зборуваме за индустрија во која што инвестицијата е навистина исклучително скапа и чини многу, сме свесни за тоа и сме свесни дека можеби многу малку приватните компании располагаат со ресурси само иницијативно тоа да го направат, и токму затоа како држава, пред се како Министерство за одбрана, кои сме свесни за предизвиците со кои ќе се соочуваме во поглед на наоружувањето и на македонската армија, меѓутоа и на останатите армии, сме подготвени да излеземе во престрет со поддршка. Пред околу 2 месеци бевте дел од владината делегација која посети фабриката во Самоков, каде што се произведуваат дронови. Дали постои интерес меѓу сојузниците од НАТО за набавка на тие дронови од нашето производство? Производството се уште не е започнато, компанијата е во некоја почетна фаза. Подпишавме меморандум за соработка со компанијата, во која што всушност армијата или експертите, стручните лица од армијата ќе ја овозможат да ги доразвие тие дронови и се разбира многу наскоро очекуваме да започне и самото производство. Како министерство и како армија сме заинтересирани, се разбира, пред се ние да имаме дронови кои ќе се произведуваат во нашата држава. Меѓутоа, побарувачката на дронови како најсовремено и најмодерно вооружување и средство со кое секоја армија треба да располага, апсолутно е отворена, и тоа е добро, заради тоа што сојузниците ќе бидат свесни и тоа ќе го направиме, ќе направиме една голема промоција со цел да бидат соодветно презентирани. Повеќе од убедена сум дека од квалитетот на дронот ќе зависи интересот. Во овој случај со оглед на тоа што ја имав таа можност ексклузивно да ми бидат презентирани перформансите на овој дрон, очекувам дека ќе има заинтересираност и од сојузниците. Претходниот викенд најверојатниот републикански кандидат за претседател на САД, Доналд Трамп, изјави дека НАТО нема да ги штити европските сојузници кои не издвојуваат доволно за одбраната, па тоа предизвика лавина на реакции пред се од Европа, каде што дојдоа најави за потребата од зајакнување на европската стратешка автономија, дури и за формирање на посебна европска армија. Вашиот став во однос на овие идеи?
Документите на кои што почива алијансата, тоа се сите оние документи кои се дел од основањето и врз основа на кои е основана алијансата, меѓутоа и начинот, ако видите на сите оние состаноци, сите процесите на носење одлуки во алијансата покажуваат на тоа укажуваат и покажуваат дека во алијансата важи правилото дека сите сме заедно и сите се штитиме едни со други и сме дел од тој колективен систем на одбрана. Така што многу е јасно, многу и се јасни одредбите од основачкиот договор каде што ако една земја е загрозена, тогаш сите членки на алијансата реагираат и од тука ми дава за право да дадам коментар дека се додека важат тие правила, а тие правила се всушност и основата на алијансата, дека секоја земја поединечно ќе биде заштитена во случај ако има било каков тип на напад врз неа. Она што е многу важно е да бидеме свесни за другите видови на закани кои се можеби невидливи и се разликуваат од овие конвенционалните, а за кои изминатиот период зборуваме многу и како држава, меѓутоа и во рамките на алијансата, а тоа се хибридните закани, кои што јас би рекла... Хибридните закани, особено се тие многу специфични во услови на избори. Со оглед на тоа што не очекуваат избори, какви се нашите капацитети за заштита од не само од хибридните закани, туку и од ширење на лажни вести, дезинформации кои што можат да влијаат на целиот изборен процес? Министерството за одбрана, јас би рекла дека е можеби најнапредно и во препознавање, меѓутоа и во соочување со таквиот вид на хибридни закани. Токму заради ова што и претходно го кажав, а тоа е дека веќе можеби конвенционалниот тип на закани не е тоа што ни е вистински и реална закана, туку напротив овие хибридни закани за кои што впрочем и вие го поставивте прашањето. Она што е многу важно и тоа многу пати досега сум го споменала е дека при градењето на инструменти или механизми за одбрана или за борба со овие хибридни закани, хибридни влијанија, потребно да се подига општествената свест или свеста во општеството, заради тоа што само во еден сојуз помеѓу институциите и останатите општествени субјекти може практично да го изградиме тој механизам за одбрана од хибридните закани. Хибридните влијанија треба да бидеме прво многу искрени да кажеме дека нивната цел апсолутно не оди во прилог на тоа што значи развој на една држава, туку напротив, нивната цел е поткупување пред се на институциите, да се покаже пред граѓаните дека тие се неспособни да се справат со некоја ситуација или некоја состојба, и се разбира на таков начин да ја поткопаат довербата во институциите. И во други случаи, исто така, тие може да значат и влијание врз одредени процеси кои се случуваат во државата со цел нивно пореметување, спречување, оневозможување и така натаму. И Република Северна Македонија, за жал, има такво искуство. Се сеќаваме што се случуваше и се случува, за жал, се уште и во процесот на нашата европска интеграција, која што е нашата втора, стратешки, многу значајна цел, всушност, меѓутоа и за многу, рекла, други помали прашања. Така што градењето како клучен механизам или клучна алатка во борбата против хибридните действија и хибридните закани, јас бих кажала дека тоа е формирање на општествена коалиција помеѓу институциите и останатите субјекти во општеството и подигање на свеста за важноста од спротивставување и борба со хибридните закани. Министерството за одбрана, веќе кажав дека навистина сериозно и посветено работи на ова. Борбата со дезинформациите и хибридните закани ни се едно од најважните приоритети, би кажала. Вчера го подпишавте договорот за доброволен национален придонес на нашата држава во одделот за јавна дипломатија на Алијансата. Ке можете ли да ни објасните што всушност значи овој договор? Со ова практично уште една придобивка, каде што она што и предмалку зборував за тоа како Министерството се справува со дезинформациите, хибридните закани и така натаму, меѓутоа знаеме дека Министерството изминатиот период ја имаше една неколку години поред практично добра оценка, а тоа е најдобрата оценка за транспарентност. Сакаме малку повеќе да поработиме и на подигнување на сопствените капацитети од тој аспект, значи севкупно, и со ова што документ што вчера го потпишав практично се овозможува во период од 6 месеци, меѓутоа со ротација, значи ќе има и уште една ротација потоа и така натаму, се додека сметаме дека е потребно, вработени од Министерството кои се занимаваат со оваа проблематика да престојуваат 6 месеци овдека во зградата на Алијансата
не како дел од нашата мисија, меѓутоа како дел од структурата на алијансата и практично да го стекнуваат своето искуство во оваа област. Се разбира понивното враќање во министерството, тие ќе имаат можност тоа свое стекнато искуство и стекнато знаење за тие 6 месеци да го пренесат на своите колеги, така да тоа е уште еден од, би рекла, исклучително корисен и важен начин на подигнување на капацитетите на вработените во министерството. Изминатиот период во нашиот регион се актуализира прашањето за повторно враќање на задолжителниот воен рок. Имавме такви најави од Србија, сега доаѓаат и од Хрватска. Имаше и некои предлози за некаква си војничка обука во рамките на средното образование. Па дали кај нас се планираат некакви такви? Идеите ги слушаме и на најавите кои ги споменавте ви и од државите од нашето непосредно обкружување, меѓутоа и од регионот. Прво, многу е важно да знаеме дека враќањето или воспоставувањето на служење на воен рок задолжително е национално прашање и тука нема правило во рамките на алијансата. Колку тоа би подобрило квалитетот на армијата? Јас би рекла дека професионалната армија е тоа што го држи квалитетот на армијата и изминатиот период всушност се покажа во Република Северна Македонија. Концептот на доброволно служење на воен рок го напуштивме некаде во 2005 и 2006 година и лично ако јас се прашувам и како граѓанин, меѓутоа и како министар за одбрана ќе кажам дека тоа е можеби една од подобрите одлуки кои биле донесени во развојот на македонската армија. Денеска имаме професионална армија, значи до 45 години се војниците кои секако професионални војници, меѓутоа се разбира потоа постојат и други структури во армијата од офицерскиот дел и така натаму. Кога зборуваме за враќање, можност за враќање на војниот рок, треба да знаеме кои се последиците или предизвиците можеби со кои би се соочувале како држава. Прво и првенствено немаме зголемена безбедносна закана за да го враќаме служењето на воен рок, меѓутоа и не само од аспект на закана, тоа ќе значи вложување на многу дополнителни финансиски средства и што е уште поважно, тоа ќе значи дека на сите оние кои што ќе наполнат 18 години, ако тој биде задолжителен, како што нели се размислувањата и идеите, младите од 18 години нема да можат да бидат активни на пазарот на труд во тој период, ниту пак да го продолжат на време на образовниот процес. Така што тоа се во денешно време, кога знаете како младите се жедни, би рекла, или да научат нешто повеќе, или да заработат, прекратувањето или одлагањето на тоа нивно право, мислам дека повеќе ќе биде на штета не само на нив, туку и на државата. Изминатиот период, како што кажав, тоа е многу долг период како имаме ние професионална армија во тој дел. Градењето на капацитетите на македонската армија се случува во континуитет. Резултатите кои ги гледаме преку нивното учество и во вежби, меѓутоа и во меѓународни мисии, навистина е за поздравување и сметам дека тој парт треба да го задржиме. Аргумент дополнителен е и тоа што и сега нашиот закон препознава можност за доброволно служење. Верувате дека интересот е многу мал. На едно пријавување дали има дури едва некогаш и 5 кандидати пријавени. Така што воопшто расположението очигледно е во нашата држава дека нема расположение помеѓу младите, а велам дека нема ни оправданост од аспект на Министерство за одбрана. Дополнително што ние како армија и Министерство веќе во процедура го пуштивме концептот за резервен состав на армиските сили, така што можам да кажам дека тој дел ни е совршено покриен. Особено исто така е многу важно да се спомене дека сега веќе деновиве го завршивме и конкурсот за прием на нови професионални војници, каде што интересот е скоро 1:7. За едно предвидено место има 7 кандидати, што всушност остава можност да се изберат најдобрите. Се разбира дека исто така и за жал тие кои отпаѓаат се исто така добри, меѓутоа бројката е ограничена на конкурсите. Интересот кој се појавува на тие конкурси е само уште еден од низата на аргументи зошто јас лично не би поддржала враќање на задолжителен воен рок. Вчера официјално беа распишани двојните избори, претседателски и парламентарни. Па какви се вашите очекувања од овие избори и дали ќе се најдете на некоја од листите? Моите очекувања, можеби некој ќе рече дека се наивни како за еден политичар или министер за одбрана, ама се многу искрени и мислам дека тоа им го должиме на граѓаните, а тоа е дека очекувам сите учесници на овие избори, без разлика дали ќе бидат тоа претседателските кандидати или и тие што ќе се надпреваруваме на листите за пратеници,
очекувам да бидеме честни и искрени кон граѓаните и со таква платформа или таква програма да настапиме. Тоа значи дека прво не треба да ги сокриваме предизвиците со кои што нашата земја се соочува. Ако сакате ќе зборуваме и отворено, тоа се еден дел со уставните амандмани за кои што навистина не чека носење на таа одлука и нема бегање од таа одлука. Треба да кажеме искрено и честно кој е нашиот план и кој е нашата визија за тоа каде ќе се движи нашата држава во наредниот период и буквално да ги адресираме сите оние прашања кои што ги засекаат граѓаните секојдневно и не само да ги адресираме. Најважното, граѓаните ги знаат проблемите. На нас се очекува да ги понудиме решенијата. Меѓутоа, реални решенија кои се одржливи и решенија кои навистина може да бидат спроведени. Мислам дека ако таков пристап имаме кон граѓаните, на граѓаните ќе им биде навистина многу лесно да одберат вистинската страна. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам за разговорот.